Родовата еднаквост не е дел од кодексите, упатствата и насоките за политичко представување и рекламирање. Ова се заклучува од анализата на ИФЕС и Метаморфозис за парламентарните избори 2024. Двете организации ги анализираа рекламните банери на партиите, објавени на интернет порталите. На банерите на ВМРО ДПМН имало 6% жени. На оние на СДСМ имало родово мешани кандидати на 65%, а на коалициите на албанците воопшто немало жени. Домашни експерти сметаат дека ова може да се подобри на кратка патека. Дека насоките што се применуваат за изборните процеси и медиумските кампањи за време на изборите, како што овој кодекс кој што во моментов постои, може да се подобрат со поврзување на гаранциите за недискриминација, исто така со рекламирањето и конкретно потигнување на интеграцијата на родовата димензија при во суштина креирање кампањи, поставување платени реклами и слично. Меѓународни експерти препорачуваат друг начин за поттикнување на родовата еднаквост во кампањите. Еден начин тоа да се направи е преку државното финансирање на политичкото рекламирање. Such gender-targeted measures that use financing as an instrument, they are in place in about 30 countries globally. Most commonly, they link funding to the number of candidates nominated or elected. So this is this income side of things. But they can also be designed and used to actually influence how parties use the funds that have been allocated to them, including to promote women in the media. So that is the spending side of things that I would like us to encourage us to sort of try and explore. Такви примери на меѓународно ниво има повеќе. Некои се поврзани со исполнување квоти. Например, во Франција и Ирска, партиите се казнуваат ако не ги исполнуваат родовите квоти. Јужна Кореја пак нуди финансиски бонуси за партиите што успешно ги спроведуваат родовите квоти. Тоа се некои од моделите за кои се препорачува да размисли да ги примени и државава.